Туфейл ибн Амар ад-Дауси. Беше еден главен на едно кабиле Даус. И кога научија мушриците во Мека дека доаѓаат да правит умра, го пречека уште пред Мека. Ебу Лехеб со негова банда. Му рекла, слушај, во Мека се појави еден младиш, од наша фамилија, внук, ние го знаеме, од ке нас е. Ги разединува сите. Немој да го слушате. Се вели дури му понудија тие памбуци, а тој кажува дека ставил котон, памбук в уши, за да не го слуша на пегамеца. Немој да го слушаш. Немој да слушаш негови дерсови, немој да правиш лайк на негови дерсови. Туфейл ибн Амар ад-Дауси стави котон во уши. Отиде во Каба, влезе внатре. Почна да прави тама. И вели Туфейл, го видов на Мухамед салаллаху, не го знаел. Го видов и го познав по негово лице дека е тој. И вели читаше Куран. И пегамет сам го виде и го зголемуваше неговиот глас за да го слуша. Това ова имаше памбуци во уши. И рече, јас сум шаир, јас сум поет, знам што е поезија. Рече, да ги извадам, рече, јас сум паметен, да ги извадам овие памбуци, да видам што кажи. Ги изваде памбуците, слушна Куран. Само што слушна Куран, дојде ке пегамет сам рече, ла илаха илlallah Мухаммадур расулуллах. И беше себе, се врати во негово племе и цело негово кабиле прима ислам. Некојаш не човече има мокшен. Извадете ги тие памбуците од во ушите. Немој да слушате секој ваков лажливец кој прави потвора, кој прави непријателство за верниците, ама ова им се враќат во нивниот врат. Елхамдулилlah.